За следниот соговорник во Македонија наутро апсолутно не ни треба посебна најава, тоа ќе го стори музичката номера, а тој веќе не е тука. Како ветрови летат, месеци течат како диви реки, години како облаци летат на нас. Години минат, јас го заминат, очев ти ставам, а живот изгина, исправен стојам, неки ми бројам, и сите соништа стари под перница уште ги чувам. Ветрови нек дуваат, реки да претечат, облаци да се отворат, се уште сум Петар Пан, ко некогаш во срцето млад, за секогаш. Години минат, јас го заинат, очев ти ставам, а живот изгина, исправен стојам, неки ми бројам, и сите соништа стари под перница уште ги чувам. Ветрови нек дуваат, реки да претечат, облаци да се отворат, се уште сум Петар Пан, ко некогаш во срцето млад, за секогаш. Ма нек дуваат, реки да претечат, облаци да се отворат, се уште сум Петар Пан, ко некогаш во срцето млад, за секогаш. Ветрови нек дуваат, реки да претечат, облаци да се отворат, се уште сум Петар Пан, ко некогаш во срцето млад, за секогаш, во срцето млад, за секогаш. Рачунавме, ние пресметувавме додека траеше музиката, затоа нема да кажеме точна бројка, ќе кажеме над 40 години кариера со многу квалитетна музика која македонската публика ја обожува. По цели 26 години го видовме и на сцената на Макфест и секогаш се радуваме кога зборуваме за убави времиња на македонската песна. И нема да погрешиме ако кажеме дека токму на сцената на Макфест со За секогаш млад одржа уште еднаш лекција како треба да се однесува еден музичар на сцената и како треба да звучи изведбата. Дарија, добро утро и честни што сте денес дел од утринската програма на македонската телевизија. Добро утро за вас двајца, добро утро за цело студио и за сите оние што не гледаат на наша македонска радиотелевизија, затоа што јас си рачунам цел живот како моја матична куќа некоја, каде што сме почнале. Фала ви многу за убавите зборови и за убавите најави и се надам дека така и ќе продолжам, да не се урочам само ТТТ. И ние ве се поместуваме за секој случај, нели? Нема некоја посебна тајна, некој посебен рецепт. Јас сакам ќе го прескокнам првото прашање за Макфест, бидејќи ги коментиравме твоите концерти минатата година, кога официјално, ајде ќе кажеме, некако одбележи еден јубилеј во твојата кариера. И ретко се случува така некако да имаат луѓето позитивен пристап кога станува збор за концерт. Твој пример кој што го сподели за твои пријатели кои што биле 2 вечери на концертот. Сподели ви јас примери со мои пријатели кои што беа пресрекни, тоа зборуваме и за помлади луѓе кои што беа пресрекни што дошле до карти, купиле карти за твојот концерт. посебен рецепт нешто за тоа така да те доживува публиката, верувам дека нема. Па нема тоа, или го има или го нема. Јас сум посебно почастен и исклучително ми е драго што мојата публика на концерти е
па како да ти кажем, од 20 и 4-5 години до 74-5 години. И тоа е таква еден широк диапазон на публика да имаш е стварно успех. Како, зошто, поради што, веројатно од се по нешто има и текстови, и музика, и однос на сцена, и однос вон сцена, и изглед, и пазење на сите детали, веројатно. Се тоа е склопено, еден мозаик е направен и мислам дека е тоа причината. Заради една работа, веројатно ги сакаат моите песни помладите, заради друга работа, некој друг аспект по возрастните. Генерално, драго ми е што е тоа така. И тоа е огромен успех и награда за секој уметник. И 40, повеќе од 40 години без ниту една кариерна дамка. Како тоа ви успеа, имајќи предвид дека последниве години живееме во навистина тешки времиња и тажни за кои неодамна пеевме? Да. Па знаеш како, јас обично во последниве веќе години, да не речам децении, се е некако извртено наопачки. Главно мото име, секоја реклама била добра реклама, па и лошата реклама била добра реклама. Да, тоа е нешто тренд. Тоа не е ваша Да, побајаги нешто. Јас со тоа не се сложувам. Кој како сака нека мисли. Мислам дека лошата реклама е лоша реклама, а оние што се радуваат на нивните лоши реклами, добро, нека им биде така. Јас се трудам да се биде онака како што треба. Нормално, од секоја гледна точка, од секој аспект. Па сега колку е тоа добро, не знам. Има еден интересен феномен, повторно ќе излезам од концептот, на Радио 2, Македонско радио, втора програма, еви од кога заврши Макфест. Сега пред известно време има нова песна и нокаут. Секогаш од оваа стара гарда, стара школа, песните ги добиваме на мејл, на било кој начин. А сите млади пејачи кои што прашуваат зошто мојата песна ја нема на радио, никако годиниве наназад, кога ја третира македонската музика на Радио 2, немаат испратено песна во радио. Да, тоа е еден интересен феномен кога зборуваме за овие правила на игра и како 40 на години може да се опстои. Па да, види се о свое време. Значи, првото нешто од кога ќе снимиш песма е да дојде песната најбрзо што е можно до медиумите. Сега е барем лесно, барем за децава. Ја снимаш во 5:15, во 5:20 можеш да испратиш на мејл по сите возможни медиуми. А порано во живо се носеше касети. Порано, за оние што не знаат, значи завршуваме песна. Па палам кола. Во гепек имам едно 200 касети или CD-а се едно. Палиш кола и одиш цел викенд низ цела Македонија, од радио во радио, од телевизија во телевизија, во секој град. Значи, цела недела ќе потрошиш за да завртиш цела Македонија со сите медиуми, да ги видиш, но и тоа има добри работи. Ќе се видиш со секого, ќе се поздравиш, ќе си направиш разговор, ќе се запознаеш, ќе се потсетиш на некои познанства, ќе им го оставиш носачот на звук и сите задоволни. А сега е барем лесно во 5 секунди може све да завршиш. И да ја слушнавме за секогаш млад, без да ве видиме, голем дел од нашите гледачи, па и ние ќе знаевме за кого станува збор, за кој извидувач станува збор, бидејќи тоа е вашиот ритам, тоа е нешто по што ве препознаваме и не бегате од тоа што го создавате низ годиниве. Веројатно затоа и толку луѓе ве сакаат и ве почитуваат во однос на тоа што го работите. Се што слушаме периодов од аспект на музика, меѓутоа не се пробавте во ниеден од тие фазони. Трендови. Па да, апсолутно е така. Јас имам до душа чудна работа. Јас пеам различити стилови на музика. Имам и рокерски, и фанк, и имам и такви балкански, народњачки, некои фазони, и поп. Но, чудна работа е што луѓето ме препознаваат на првите тактови од музиката, кој да е тренд, не препознаваат. Мене ми е тоа чудно, не знам како, но тоа очигледно добро, тоа значи дека во секоја песна, било кој стил, оставаш некој свој печат и тоа е многу позитивно, да имаш идентитет. Затоа што многу луѓе не сваќаат. Има прекрасни пејачи, и од младиве, и од сите други, кои пеат прекрасно, имаат гласови фантастични, но немаат идентитет, немаат свој јас. Ти можеш да пееш подобро и од Мараја Кери, можеш да пееш подобро и од Витни Хјустон, но ако немаш свој идентитет, да си ти, така да тоа е многу битно. Идентитетот и треба нешто да имаш овде, да знаеш како да ги менеджираш тие работи. По 26 години на Макфест, сцена која што ако може да зборува
и од убавини би плачало. Кој се застанал на таа сцена од како е почнат фестивалот, колку спомени имате сите вие пејачи, музичари на таа сцена во Домот на културата. Се менуваше, таа сцена си остана, Макфест остана, чинам една година го извадија или две од таа сцена сега пред неколку години, но моментот кога се појави после 26 години на сцената, не изгледаш самоуверен, се супер, меѓутоа сигурно работа емоциите внатре во тебе кога ти доаѓаат тие слики од минатото. Да, види, тоа е многу чудно после 26 години да дојдеш на едно исто место, кај што си бил претходно во тие најубавите години. Посебно чувство, посебно едно доживување. Јас тоа им го кажав и таму на лице место, баш за вашата телевизија кога правевме интервју. Работата е во тоа што јас пред секој настап и после 40 години, јас пред секој настап сум спремен максимално, наоштрен како што треба, една убава, позитивна, блага трема, како ќе биде, мора да биде добро, мора да биде супер, значи никогаш не си опуштен, сега јас ќе дојдам овде, ќе поминам и луѓето ќе ме видат и ќе паднат во несвест. Не. Значи секогаш се борам за секој нов гледач, нов слушател, не смеам да си дозволам да ги разочарам оние кои дошле да ме видат. Максимално се давам, така да беше исто така како што викаш и пред излегување на сцена. Повторно си тука, на истото место позади сцена, како што пред колку години има Макфест? Макфест 40 години до година ќе биде. 40 години, да, 39 беше годинава до година. Значи пред 39 години на истата таа сцена јас бев тој што првиот на првата песна на Макфест излезе. Значи не знаевме што ќе биде со тој фестивал. Првата песна на Макфест е Старо купувам. Значи, тоа е тоа. Со мене започнал тој фестивал и сега после 26 години повторно се качуваш на истата бина. Беше емотивно и беше интересно и беше многу одговорно. Значи, мора да го потврдиш тоа. Но не можам еве да не прашам од каде таа енергија, Дарио. Значи сега еве да ја гледаме, го гледаме настапот на Макфест и пред колку години со вашето прво застанување на Макфест, тоа е истата енергија, истото расположение, истите движења на сцена. Нели вие на публиката тоа го награди. Да, го препозна. Публиката беше фантастична, да. Фидбекот беше одличен. Па тоа и на телевизија се пренеса камоли во сала. Па тоа е тоа што го реков пред малку, знаеш, значи секој настап е за мене посебен. Секој нов настап е за мене прв настап. Не е 256-ти. И да е 256-ти, јас се однесувам како да е прв. Тоа е одговорноста, веројатно, што носи. Апсолутно, јас сум и во приватниот живот таков, одговорен тотално и на сцена. Така да кога излегувам на сцена, бидете свесни дека давам 100% од себе. И морам да кажам, знаеш во колку часот ни дојде денеска, Дарио? 8 часот и 20 минути, тој беше во студиото 3 на Македонската телевизија. 1 час и 10 минути порано. Ретко ја среќаваме таа одговорност, затоа го зборувам. Не случајно, ова е... Во сите сегменти фали тоа, и во нивниот сектор, и во нашиот телевизиски сектор. Некако ја изгубивме со новите времења. Тоа е моето мото, подобро дојди 15 минути порано, отколку 5 минути подоцна. Така. Годинава Македонската радиотелевизија прославува еден убав јубилеј, 80 години. Си кажа и ти многу кои доаѓале тука ни студио во изминативе месеци кажуваат дека токму тука ги имаат направено првите чекори. Ова куќа и ја чувствуваат како нивна. Ова е голем јубилеј за нас, но и за вас. И мајки предвид дека МТВ следи низ годините. Па како не? Па ете гледаш, убава една коинциденција, од прилика 80 МТВ, јас сум 40, пола, да. Значи како родител и дете, да речеме. Мене ми е посебно драго што оваа телевизија, да не кажам воскресна повторно онака како што треба, студио е феноменално, од лани го почнавме да го работиме со новогодишната програма, гледам и се околу тука, личи светски. И како што личи светски, треба и да звучи светски, и да изгледа светски, и мене ми е многу драго што е тоа така. 80 години е во светски рамки, воопшто не е незанемарлива работа. Секоја честитки за сите кои допринеле уште од тогаш па се до ден денес за овој успех. И јас се надам дека ќе трае уште многу долго за секогаш, затоа што сепак е ова еден национален, голем и битен медиум. Затоа што кога ние почнувавме со бендот, кога ќе се појавиш еднаш на тогашно радио телевизија Скопје,
еднаш се појавуваш, наредниот ден си буквално звезда, сите те знаат. Буквално, за веќе наредниот ден си познат. Сега има многу медиуми, точно е, но секој си има своја тежина, а мислам дека ова кај вас во националната телевизија има една посебна своја тежина. И секоја чест, честитки. И па да ни трае и вам, и нам. Точно. Заедно сме посилни. Да. Велат музиката, националниот сервис, спортот, тоа е гордоста на една нација. Треба да се апсолутно. сечуваме. Треба и државата да свати колку е уметноста и спортот, колку се битни работи. Мислам дека во некои сегменти се и многу побитни и повеќе прават пат отколку и самата политика. И за крај не можеме да не ве прашаме, знаеме колку беа одушевени сите кога ги објавивте концертите за 40 години кариера. Ќе се повторат ли, Дарио? Сега да го кажеме тоа, билети до вечер ќе нема. Па не знам, ќе се повторат веројатно, но знаете, јас сум малку бавен во тие работи, бавен сум во правење песни, текстови, во организирање концерти. Јас имам концерти, да, низ Македонија, тука во Скопје во одредени кругови, но од таков голем еден официјален целовечерен концерт како што беше тој, па би требало да има во некој нареден период, не можам да кажам кога, дали брзо, дали подоцна, но може би ќе одбележиме некој друго јубилејче, ќе видиме. Така, да. Одиме кон 50? Ќе чекаме. Ќе чекаме, зашто да не? Па да, ја ќе се чувам енергијава, ќе ја дозирам да ја имам до тогаш, така да ќе се потрудам да ги усреќам повторно сите оние што ќе дојдат. Благодариме за гостувањето, ни беше чест што ни дадовте во Македонија. Ви благодарам и тебе, Тина, и тебе, Ване. Благодарам на Македонската телевизија. Честитки уште еднаш за големиот, огромниот јубилеј и благодарам на повикот, на поканата. Драго ми е што се видовме. Поздрав до сите гледачи. Благодариме уште еднаш. Вчера кога правевме селекција кои две музички номери ќе ги пуштиме, едната знаевме бидејќи се разбира едно темата ни беше Макфест, но бевме на голема мака која да биде втората. И Кристина ни помогна да ја решиме маката. Еве а мојата омилена. Какви се ова времиња, на сите страни разни племиња. Мечтаевме за широки светови, а еве сме на пусти острови. Низ моите стари улици само некои луѓе непознати, милионови врати, сите исти безлични, а ни една од нашите капи ги носам моите спомени, гордо ко награди ордени. Тие вредат многу повеќе од сите овие празни животи. Ова не е градот што го знам, овде веќе никој не насмеан. Бројат се где лоши вести, Боже, дали сонувам? Знам дека постојам, но не знам дали живеам. Ги носам моите спомени, гордо ко награди ордени. Тие вредат многу повеќе од сите овие празни животи. Ги носам моите спомени, гордо ко награди ордени.
што вредат повеќе од сите овие лажни животи. Времиња